Разговорите за обнова на Македонија продолжуваат денес во Пробиштип. Огромен интерес од страна на жителите на Пробиштип да дојдат овде и да кажат кои се главните проблеми кои што ги мачат во нивното секојдневно живење. Она што жителите на Пробиштип замолуваат да биде пренесено и секако ние како ВМРО ДПМН земаме обврска сето тоа да го преточиме во нашата изборна програма за претстојните избори во 2020 година. Е всушност нешто што го гледаме буквално секојдневно на ниво на цела држава, нешто што се случува во овие речиси повеќе од 3 години во Република Македонија. Негрижата на оваа буквално најнеспособна влада во историјата на државата го гледаме и овде во Пробиштип. Како еден од поголемите, да кажам, примери е изградбата на патот на главната артерија која што Пробиштип го поврзува со остатокот од Република Македонија. Тоа е патниот правец Крупиште-Пробиштип, кој веќе 3 години оваа неспособна власт не успева да го заврши. Меѓутоа тука е и проблем со јаловината, кој што исто така едно предизборно оветување кој што е поврзано со здравјето и заштитата на животната средина, исто така воопшто не е ни започнато да се решава како проблем. Изградбата на втората и третата фаза на пречистителната станица, односно на делот од хидросистемот Злетовица. Тоа е она што го гледаме овде во Пробиштип, исто како и мал милион, да кажам, нерешени останати проблеми, бидејќи уште еднаш ќе повторам, станува збор за една криминално-рекетарска влада која што единственото нешто што го гледа е како да ги полни сопствените џебови, а не интересот на граѓаните. Меѓутоа овде од Пробиштип денеска ќе порачаме дека Заев паѓа, обновата почнува и дека на следните избори кои што ќе се случат за неколку месеци Македонија ќе почне со обновата. Ви благодарам.